Книга Волшебство помеѓу две корици, добитник на прво место на литературен награден конкурс за песна или краток расказ. Автор Јован Стаменов. Кога бев во книжарницата и додека ги плаќав моите книги, продавачот ми подаде една книга и со насмевка ми рече: за подарок. Ја видов книгата, беше стара, иако не знаете ли такви се продаваат во книжарница. Потоа реков благодарен и ја земев со себе. Еден месец подоцна, кога пробав да најдем некоја книга, барав во некои стари кутии и ја најдов таа книга. Прво не се сеќавав од кај сум ја добил, но потоа ми текна, кога бев во книжарницата. Ја отворив и во неа нешто чудно се случуваше. Лековите од страниците почна да излегуваат и да доаѓаат кон мене. Една фигура, што личеше на чудовиште, дојде кон мене и ме зграби во страниците. Кога си доаѓав на себе, видов дека лежам во едно големо пространство, чиј таван беше со избледена жолта боја. Подразмислив каде се наоѓам и потоа ми текна. Јас сум во книгата. Пробав да станам, но нешто ме спречуваше, како да имаше магнет на подот. Лазав понатаму за да истражам што има на ова место. Кога повторно пробав да станам, за чудо успеав. Тогаш видов дека пред мене има едно мало суштество на 4 нозе во форма на коцка. Јас малку се изплашив, но тоа ми пријде и ми рече: не грижи се, јас сум твој пријател, не треба да се плашиш од мене. Ти треба да се плашиш од пирамидите кои се многу опасни и имаат остри шилци. Ние сме коцките и воопшто не сме опасни. Напротив, сме добри другари со сите. Заедно продолживме напред во жолтите страници на книгата. Но пред нас се појавија 3 врати. Што ќе правиме? Реков јас. Ќе одиме на среќа, одговори коцката. Се решивме да одиме во втората врата. Откако ја отворивме, пред нас се отвори голема дупка во која пропаѓавме надолу. Врескавме ние. Видовме дека местото на кое траснавме беше многу темно и ништо не се гледаше. О не, рече коцката. Ова е делот каде што живеат пирамидите. Но имам едно прашање. Дали постојат и други форми освен коцките и пирамидите? Па да, рече коцката. Постојат и топки, а постојат и призми. Призмите живеат во една од трите врати, но тие не прават ништо лошо, само ти го попречуваат патот по кој одиш. А топките, прашав јас. Топките се еднакво лоши колку пирамидите. Следетуваат кон тебе со брзина од 500 км на час и можат да дојдат до 500 км растојание. Само што темните места им припаѓаат на пирамидите, бидејќи тие сакаат темнина, а светлите им припаѓаат на топките. Слушнавме топот на нозе во далечината. Полека тој топот се приближуваше кон нас. Бегај, извика коцката. Па нормално, што може друго да правам? Да стојам? Бегај и не зборувај, одговори таа. И двајцата се стрчавме во темнината, додека го слушавме тој топот зад нас. Една по една пирамидите се фрлаа кон нас и за малку ќе нас прободеа со нивните шилци. Потоа видовме уште 2 портали пред нас. Скокни овде! Не овде! Извикавме двајцата и се стрчавме во различни портали. Врескав јас додека порталот ме носеше низ некои чудни места. Бидејќи беше прозирен, можев да гледам надвор што се случува. На почетокот видов големи топки како се одираат меѓу себе, потоа ги видов призмите како си го попречуваат патот една на друга. На крај летнав како крушум и си ја чукнав главата во цврд зид. Го чукнав пак и слушнав ехо. Корицата, извикав јас. Тука ми е излезот. Но позади мене слушнав гласни извици. Звуци на одбивање на топки се тркалаа по земјата. О не, уште тоа ми фалеше. Топките, сега ќе ме згнечат, си помислив. Но одеднаш сковав план. Топките полека се приближуваат до мене. Нема да ме фатите, ги предизвикував јас. Тие ме забележија, се налутија и сите во група се фрлија кон мене. Во мојата глава си реков: 3, 2, 1, скок! Скокнав силно во воздух и топките удрија силно во корицата и направија дупка. Се смачка на зидот од мојата соба. Конечно сум слободен, извикав јас и излетав надвор од дупката. Од некоја чудна сила повторно станав во обичната големина. Доколку повторно сакам да живеам некоја авантура, ти си перфектно место за тоа, и реков на книгата.
Полека ја вратив книгата на своето место и почнав да размислувам за сите авантури кои ги доживеав. Полека заморот ме совлада и паднав во длабок сон.